Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Звонко Давидовиќ, адвокат, Алберт Муслиу, политички аналитичар, Јанаки Митровски, адвокат. Добро, одиме со аферите кои потресуваат јавноста. Даравелски е ослободен и аферата Бехтеленка, надзорот, кој еднакво е експлозивен. Сушност, Бехтеленка уште од самиот старт има афери и скандали, но одиме прво со Даравелски. Звонко Давидовиќ. Даравелски е слободен човек и тоа беше причината зашто сушност се разбранува јавноста. Не знам што ви е прашањето. Зашто е слободен или зашто се разбранува јавноста? Знаете што е проблемот? Многу добро. Значи, секој во оваа држава, вклучувајќи го и Никола Груевски, може мирно да дојде, да слета во Македонија и да биде ослободен која ќе застари делото. Апсолутно. Законот за кривичниот законник е јасен. Да. Постои застареност, као и во сите други закони и сите други области, и не постои земја каде што нема застареност на извршување на кривичната санкција и застареност на гонење, кривичното гонење. Овде е употребено такво нешто, бидејќи му беше повторена постапката, почна одново, рокот кој го предвидуваше законот за застареност на кривично гонење беше изминат и се констатираше постоење на апсолутна застареност. И тоа го има во сите закони. Овде е друг проблемот. Проблемот е што ова го покажува она што ние постојано го зборуваме. Немање на систем. Немање на држава, на правна држава и немање на систем. Ако вие дозволите 20 години да не успеете со сите механизми да донесете сторител кој е осомничен за тешки кривични дела и при тоа и суден во отсуство, и не успеете да го донесете на територија на државата. Како да се успее да се донесе на територија? Ако имате систем, тоа другите држави многу ефикасно и ефективно го решаваат. Овде е и друг проблемот. Овде беше дадено во самото барање за екстрадиција, беше дадена гаранција дека ќе му се повтори постапката. Да. Има еден член во законот каде што вика може да се повтори кривичната постапка во рок од година дена од денот кога узнал за пресудата. И тоа беше проблем кога е узнаено за таа пресуда. Нормално, бидејќи немаше достава и немаше доказ дека предметот на било кој начин дознал за таква пресуда, што е малку и чудно и смешно. Тоа е функционирање на тој систем, мораше да се дозволи повторување на постапката. И се случи тоа што се случи. Ја повторно ви кажувам, не постои земја на земјинава топка во која не е предвидена застареноста. И законодавецот, за да не ви објаснам сега... Беше дозволено да застари предметот, тоа е проблемот. Па тоа е функционирање на тој правен систем. И тоа создава и други проблеми и други афери кои денес ги имаме. Делно се согласувам со колегата Давидовиќ делумно не. Точно е тоа дека не постои земја на светот кој што не постои застареност. Со исклучок например на одредени земји кои што не даваат застареност за најтешкото дело убиство, односно за лишување од живот, например во САД има застареност за сите дела освен за убиство и не е ни проблем тоа што се одлучи да му застари предметот, формалната одлука бидејќи државата да одлучи. Не, судот, односно државата преку судот, меѓутоа за мене е дискутабилно дали воопшто требаше да добие повторување. Да, точно е дека се бара формално доказ и таа одредба година дена од узнавање на пресудата, меѓутоа ако не се лажам во 2014 или 2015 година истиот беше лишен од слобода во Белград. Или во Србија по барање за екстрадиција, каде што редот на нештата е дека ви известуваат за што сте лишени од слобода и ги имате документите. И тука сметам дека направи погрешна проценка кривичниот суд, односно кривичниот совет при кривичниот суд, и сега немам увид дали тие ја имале екстрадиционата постапка пред себе или не, меѓутоа факт е дека узнавањето доколку бил известен, а е известен затоа што е тоа нужно кога ве лишуваат од слобода и ве вадат и ги вадат таму пред судија, дека е известен дека зашто е
зашто е лишен од слобода и дека има екстрадициона постапка против него врз основа на таа и таа пресуда од страна толку и толку. Така да сметам дека зашто не е вратен? воопшто имаше тој српски пасош, него тоа го заштити од Но подоцна го добива. екстрадиција. Не сум сигурен да не шпекулирам, не ги имам докри информациите, знам дека има српски пасош, а кога го добил не знам, или дека ако не се лажам беше точната дека е во постапка за вадење на српски пасош и нивната држава не даде зелено светло за екстрадиција. Сега дали е тоа предмет на корупција или не, ние можеме да шпекулираме и веројатно и тоа не треба да се исклучи, меѓутоа сметам дека грешката се направи кога му се дозволи воопшто повторување на постапката. Потоа тоа од кога доби повторување на постапката многу беше евидентно каква одлука, односно единствената одлука која што може да се донесе, тоа е дека е настапена апсолутна застареност. Видете, ова што го говорите вие и што го говори Звонко дека системот не функционира, не е новина. Мислам, сите многу добро знаеме дека оние кои што се нафатираа со наши пари на овој или оној начин не видоа затвор и не само што не видоа затвор, туку живеат доста удобно со истите тие наши пари. Договор за екстрадиција мора ли да се потпише за неиспорачување, односно со друга земја? Се тоа требаше адвокатите да ги праши. Сега можам не адвокатски да реагирам на ова. Точно е, можда е точно дека сите држави има застареност, но јас знам држави каде што за службени лица за исти дела казните се дупло поголеми, затоа што тие не може да се вадат на неукост. Например, ја да сгрешам нешто и да Видович да сгреши нешто, не може исто да се смета затоа што ја не сум правно едуциран, он е правник. Така да овие што држат јавни функции, прво треба устар да им се објасни, а тоа да се смени законот, затоа што законот не е света книга, он се менува согласно на потребите на граѓаните. Ако ние гледаме дека кај нас неколку лица го така и манипулираат процесот и тоа лица со тешки кривични дела, тоа што треба да ги смениме тие. Овој разговор, ја мислам дека и тука го имав кога побегна Груевски. Значи не можело да му се достави решението, па он не го земал, па не го барале. Значи ја се знам што гледам по филмови, ме разбираш. Јас знам што гледам по филмови. Ако имате пресуда за затвор, ве притвараат, ве носат у затвор, па правосилната после ја потврдува или ве ослободува и треба да ви платат оштета ако не сте криви. Јас сум и за тоа. Така да и тука све нешто се вергла, мислам, правно, нели, има застареност, нема застареност, ние сите знаеме дека ако него му го повторат процесот, дека он ќе се ослободи. Така тука нема некое чудење. Треба да видиме како е воден процесот, како се барала екстрадицијата, да не седиме со полни усти овде дека наша пријателска земја, значи Србија можела да го екстрадира. Он не дека се криел по Белград. Ја имам другари што го виделе таму. Значи не, дефинитивно можела да го екстрадира. Може да го екстрадира ако не ви државен, затоа што уставот и нашиот устав брани екстрадирање, освен ако немаме договора, со многу малку земји имаме договор, така да не може туку така да го сме имале 20 години време да потпишеме таков договор. Тоа е веќе друго прашање, зашто не се потпишува договор, тоа е добро прашање. Предходно реков дека се работи за пријателска земја. Не зборуваме за Јужна Кореја, Северна Кореја. Значи за држава која не е блиска. Така да тука треба малце да поистражат кои биле интересите, зошто не е екстрадиран, како е поставено барањето, како е информирана нашата држава дека притворениот граѓанин ваш е и наш граѓанин и не може да го екстрадираме. Значи не може тоа да ми кажете дека некој не го знаел. Дали нашите можеле препис да земаат од рочиштето со судијата кој го ослободил од екстрадиционо. Значи сите овие нели тука беше изговор, само да поставам правно прашање, тука беше изговорот дека човекот не знаел, затоа не примил пресуда. Сега да те прашам, ако ти излезеш на друг суд и ти речат притворен си за овој предмет, значи ако земеш препис... Ама и помиловка барал во 2009 барал помилување, тоа заборавивме. Значи, знаел за пресудата? тука треба видиме како е одлучено дека не знаел. Човекот си е слободен, него и да го притвора сега преку Страсбур или преку ќе се ослободи. Он го здобил тоа право. Али ние за да го оправиме системот, треба да видиме кој во тој систем му овозможил он да се ослободи, а он си е слободен човек. И ние тука немаме ни коментари ни ништо. Дојдовме до она што ви го кажав прво, така и почнавме. Системот не функционира. Правната држава е така, но реформи на тој систем нема, со години се заговара
И сите работи, добро спомнавте, дека, например, ако определени кривични дела, особено се зачестени, вие треба да ја зголемите кривичната санкција. Арно, ама, кај нас се случи обратно, таквите кривични дела беа зачестени, а казната се намали. Се намали на 3 години и тоа се случи пред 4 или 5 години, кога се гласаа точно уставните измени. И наместо да ја зголемиме казната, ние намаливме и ја намаливме, го намаливме со самото тоа и рокот за застареност на тие кривични дела. Никој не понесе одговорност за такво нешто. Се додека политиката пробува да добие поени и со политички средства да го реши правниот систем, ќе биде вака. Ќе биде анархија, ќе биде разнебитеност на системот и ќе може, она што го каже и колегата Јанаки, секој со добро нафатиран, познавајки го законот или добивајќи добри совети, да го изигра системот кој и онака не функционира. И тоа е проблемот. И во западни држави, ако го изиграш системот, најдеш дупки, го прават тоа. Ама системот функционира, со таа разлика овде не функционира. Јана, во 2009 година, и тоа изумив да го кажам, излезе информација од медиумите дека и помилување барал од тогашниот председател Црвенковски, што е исто така доволна индикација дека знаел за пресудата, бидејќи во барањето за помилување ја наведувате по која пресуда барате помилување. Инаку и ова што го говори Звонко, нормално дека е така, затоа што еве денеска видов бара некој мислење од еден медиум од мене за иницијатива на ВМРО Народна партија, која што не е нова, за откуп на затворска казна, а може би знаете како и тоа би било сега, да бидам малку и циничен, може би било тоа и најсоодветно за за нашава констелација на односи, затоа што од една страна крупните риби не лежат, па може би барем ќе видиме некоја бенефиција во буџетот, што се разбира, не сум сериозен со оваа прогноза, меѓутоа ова не е нова иницијатива, ако се сеќавате, вие сте малку повозрасна од мене, 2005 година имаше таква иницијатива од, ако не се лажам, тогашната министерка за правда Мери Младеновска, не ме фаќате за збор, мислам дека незина беше таа иницијатива. До година, ако е останато од казна од затвор да се откупи со пари, што е нонсенс, и еве се тврди во иницијативата на ВМРО дека тоа на големо се случувало во Европа. Јас немам такви информации и би било катастрофа на план на генерална превенција, односно воспитно реагирање кај целата популација и ќе продуцира криминал, фала Богу. Да, тој што има пари всушност ќе направи и ќе ужива во. Види, меѓу граѓаните се шпекулира дека неретко и ги откупуваат тие казни, намалувањата, разбира. Така да, барам со закон ќе биде кој што било во Отоманска империја и митото си имало категоризации, се знаело за агата, за пашата, за ова, за она колку треба. Така да може и тоа не е лоша идеја. Да се направи услов пола да одлежите, половина да ја откупите, бар ќе одат парите у буџет. Доколку сте сиромашен, тогаш ќе лежите за оние кои се богати. Не, ќе добиете потврда социјално. Тие може да ве помилуваат. Да, затоа што сте по така. Ви направат чест да ве ослободат, ќе лежите во затвор. Ова другите земји европски го имаат решено. Германија имаше ситуација во која беа прекобројни таквите предмети и создава голем број и прилив на предмети до година дена, кај нив беше тоа до 6 месеци, решија во еден период тие казни од 6 месеци да ги условат и да ги пратат луѓето дома, за да не создадат ситуација на пренатрупаност во затворите и издржување на казна за багателни кривични дела, а судот да биде претрупан. За банални. Така е, и да не може да... Така и овде зборуваме за откуп на казни, тоа едно време во Македонија и се заговараше, дури и беше предвидено да се откупи казната до година дена и беше предлог дури да се стават алките за следење, така, кои никогаш не се успеа за тоа и токму измената се должеше на едно објаснување дека тоа не е равноправно и дека издржување на казна ќе зависи од материјалната состојба на сторителот на кривично дело, што е точно, и не можеме да ги привилегираме, односно другите да ги ставаме во понеповолна ситуација, така да мислам дека тоа не е во ред и постојано се бара, имам чувство да се направи ситна шминка, некои дневно политички поени од страна на политичарите или поедини политички партии со предлози кои суштински не го решаваат проблемот.
Нашиот проблем може да се реши само ако прекинеме да правиме реформи, квази реформи, кои не се ни спроведуваат, но да ги прокламираме како реформи на континуитет. Не можете да дадете континуитет на определена работа која не функционира и која е корумпирана, и не можете судиите и обвинителите да ги сметате за партнери, па да вложувате во нивна едукација, а тврдите дека се истите исполитизирани, дека се истите корумпирани, и онда вложувате пари во нивна едукација, од утре, ако ги едуцирате, ќе бидат они некорумпирани, ќе бидат способни и нема да бидат клиентелистички ориентирани. Нас ни е потребна реформа на дисконтинуитет. Тоа значи засекување длабоко во метастазирано ткиво, со поединачна одговорност и утврдување на секој носител на судиска или обвинителска функција. Да се утврди начинот на кој работел, тоа е едната фаза. Втората фаза е да се испита потекло на нивниот имот и да се заврши со таа приказна. Ако тоа не го направиме, ние сме веќе во ситуација каде што правната држава воопшто не функционира. Така да мораме многу сериозно да се посветиме на ова. Не е да се прават шминки, пет парачки, дневно политички. Да. Американската амбасадорка ја спомена, сакавте нешто да ја спомена едукацијата и оние силни милиони долари кои се давани за едукација, но не треба да бидат корупцијата партнери. света. Значи судиите и обвинителите треба во мигот да се сметаат како дел од проблемот кој е во Република Македонија. Да. Заедно со политичарите. Да. Она што Давидовиќ го кажа, уште едно фали во Албанија и вашата социјална позиција ви ја анализира, тоа беше ветингот таму. Имот, професионалност и обкружување. Така е. И кај нас, за жал, ја бар од почеток сум бил за тоа. Во еден период нашите меѓународни партнери, значи од Европска Унија, базирајќи се на искуството во Албанија, не беа за, мнозинството тогашно беше, па нешто се изгуби, нели, ентузијазмот, нели, во процесот. И тоа е најдобар начин, затоа што имаме и добри суди, имаме и лоши суди. Да се оттргнеме од минатиот систем, дека судиите се таму од романтични причини, они таму треба и се платат, ми имаме најниско платени, значи најмалце платени суди. Оправдување е Не, малата плата на судиите за корупција, ве молам. Чекај сега. Така, малата ако видите, плата не е оправдување, но е чинител. Ама се не можеме ние Не, Алберт мисли. Ама тоа е по моје мислење, Вилјан, може да имаме различно мислење. По мене Многу сериозни и одговорни Не. професии имаат мали плати. да затоа што имаат мали плати нам не Тоа се не губаат. подразбира Не. дека по Значи, дефолт треба да само бидат Да се корумпирани. доискажам. Значи нема оправдување оправдување за корупцијата. Да. Ја ти зборувам за решавање на проблемот. Не реков ја дека корупцијата е малата плата е оправдување И за корупција. докторите земаат мали плати. И Ама тие се затоа- обвинувани ама за затоа некој од многу- нив за корупција. Ама затоа многу доктори ни одат од државата. Пушти ми да се произјаснам како се решава. Ве молам. По мене оди со ветинг, по мене оди со регулирање на нивниот статус, значи он да не биде недопирлив, но и добро да биде платен. Ова се три чинители по мене, како може да се реши тој систем. И се решава. Види во една Албанија, во која мислевме дека тоа не може да се случи, се случува. Се апсат луѓе, министри се притвараат од владеачкото мнозинство, не од опозицијата. Ќе влезат у затвор од друго Ама прашање. не, има луѓе од нив високи функционери, Издржување за дури и големи надежи во владеачката партија кои се у притвор. Така да ова треба да се реши, затоа што не можеме ние да ја напаѓаме администрацијата кога таа знае дека ќе најде проđа во судството. Значи судството е суштината на целата работа. Ако се регулира судството, тогаш и министрите и политичарите ќе бидат многу повнимателни ако знаат дека не може да поминат. Види, ние сме доведени во ситуација каде што некои корумпирани мислат дека што повеќе украдат, поголеми им се шансите да излезат затоа што ќе имат повеќе фондови Да избегат. да избегат и така натаму. Од државата така и така натаму. без судството ништо друго не може да се среди. Да. Затоа што луѓето стануваат понеодговорни. Нарочно ако направиле и повеќе пари, они знаат дека ќе го изнајдат Културата на начин. неказливост знаат дека е една сила во Македонија, но дали е решението на вистина зголемување на платите на Дел од студиите? решение.
дел од решението. Ова е сензитивна тема затоа што лаичката и поширока јавност секако дека ќе на нож ќе дочека, ако јас тука кажам дека нешто што е ноторен факт, тоа е дека македонските суди имаат најниски плати во регионот, тоа е факт. Меѓутоа знаете како од друга страна кога се нафаќате да бидете судија и знаете колка ви се примањата, не е тајна дека еден основен судија во барем во Република Македонија има плата од 54.000 денари, значи не е ни 1.000 евра во Косово, ако не се лажам, се 2.000 евра. Меѓутоа, знаете како сега и вие сте во право, и господинот Муслиу, дозволете, и господинот Муслиу е во право. Значи и така е, ноторно тоа многу лесно се мери дека се најниски во регионот, од друга страна и кога се нафаќате да бидете судија, ги знаете кои се примањата и никој на сила не ве тера да се запишете сега нужно нели и во академијата на суди каде што има нови скандали, каде што има нови критериуми и многу мислам и тоа е ноторно дека тука владеат роднинско-пријателски врски на политичари и така натаму, бидејќи 1/5 од новопримените имаат таков тип на конекција. Јас не сум од оние кои што сметаат дека кои што го говорат наративот пазар моето дете не треба никаде да работи и така натаму, затоа што никогаш па не сум видел да некој дете на угледен политичар, бизнисмен и така натаму, па да се пријави да работи, не знам, автолакер, за нив се нели резервирани така убави позиции, ако не е Академија на суди и јавни обвинители, ќе биде МЕПСО, ЕЛЕМ и така натаму. Дали се согласувам дека платите треба да се согласат, но дека треба да се согласат и да се согласно животниот стандард и платите во државата кои ги добиваат и останатите. Но не е тоа клучно. Клучниот момент се разбира е добро позната, тоа е фактот да судството беше и остана влажен на секој можен политичар кој ќе дое на власт. Тоа за ветинг и дека не чинат судиите, дека се корумпирани, кој го говореше Давидовиќ, е само наратив за опозиционери. Кога ќе дојдат на опозиција, веднаш се менува наративот, одеднаш судството има напредок, или ако не им одговара се трпи критика, се збори дека ова судство сега е остаток на претходните пред нас и секогаш се наоѓаат изговори. Јас не сум оптимист, искрено да ви кажам, за подобрување на состојбата, иако сум релативно млад или еве сум веќе во средни години влезен, меѓутоа не сум доволно време сум во судството, знам дека не сум оптимист, бидејќи кај нас нема прво политичка култура и нема никаде и во развиените земји секој сака да стави рака на судството, меѓутоа никаде не е како кај нас. Никаде вие нема да најдете пример да не знам председателката на судски совет да се јавува на секретарката на премиерот и да му кажува вие 4 места за председатели во Кратово, мислам, дека се испразнети, па еве пишете вие кои треба биде до толку вулгарно и безобразно, не е исто како што не е никогаш нема да најдете случај да министер за правда да си дозволи да прозива по име и по презиме, по име и по презиме судии кои што гласале да се укине ово или оној притвор, без разлика колку ние се согласуваме со таа одлука, бидејќи така сум го кажал и претходно, го става третиот судија во многу незавидна позиција, бидејќи тројца гласаат, гласањето е тајно. Ако кажува двајца, многу е јасно од каде излегла таа информација. До толку вулгарно влијанието и отворено, никаде не е како на Балканот. И во Македонија. Ова околу платите интересно, но нема да го реши проблемот. Затоа што се обидоа и на многу други начини. Вие сте свесни дека на времето се формираше судски совет како тело кое ќе одбегне влијание на политичарите, па нема собранието да ги гласа, судиите некој ќе се гласаат себе си. Им дадоа ветер во грб и мислеа дека тоа ќе овозможи самостојност и независноста. Потоа го предвидоа трајниот мандат. Значи, никој не може да ве смени, освен вие сами себе во судски совет и независни сте и самостојни од политиката, ама ние сме махери да најдеме дупка и да смениме и извртиме се што е добро замислено, па почна она што го кажа и колегата, јавувања, политички притисоци, влијание, удомувања. Тука најголемата улога игра оние истакнати правници кои беа квази правници, односно удомени политички и партиски кадар од националностите, мада имаше и од предлозите кои не беа националности на председателот и на собрание, па судскиот совет полека стана место и легло од каде почнаа сите проблеми и рибата главном од глава смрди. Би кажал уште една работа. Ја многу пати сум кажал, и повторно морам да кажам, ја не сум за ветинг. Ветингот се употребува грешно кај нас. Ветинг е ситуација на предходно
пак ви потенцирам, претходно испитување на кандидат кој дури тогаш треба да добие вработување, награда или некој документ се испитува. А не сега. Не Тоа е сега. за академците, треба да се спроведе ветинг. А сега за постоечките студии и обвинители? реевалуација на нивното работење. Значи да испитаме начинот на кој ги донеле Па тоа е одлуките, на начин кој на постапувале. ветинг. Не, ветингот е за нешто што допрва треба да седне у функционерска фотеља. Да, Овие добро, се тоа е веќе вашето. седнати Да. и не може да се користи зборот ветинг, мада она што го користи Алберт како ветинг, мисли на реевалуација, можеби е Да. лошо избран зборот. На англиски ветит е проверен. Да, но на Значи, нешто тоа е. што во иднина треба да се случи, погледнете до крај ја реченица. Но зошто ли во сегашната? Не, се, Затоа кога го што дадов, тоа е дефиниција на ветинг за иднина. кога го дадов коментарот, реков дека тоа твоето е различно од Албанија, само што социјалниот статус не го прегледаваат. И второ, јас сум да им се дигнат платите и на лекарите, на инженерите, професорите. на професорите, за да не ни бегаат. А не овде да водиме кампања од 90-та година дека некои се многу платени. Абе, ние сме сите на бандаш платени, али некои струки кои тешко се формираат, не е тоа лесно вие да го формираат. И кои се Да, и клучни за стануваат под функционирање на старни, општеството. треба некако да ги мотивирате да останат. Тоа ми е целата идеја. И не реков дека платите се единствено. Реков платите се едно од едни. решението. Значи решението треба да оди у пакет, да се провери дали е стручен, да се провери како работел, да се провери што имот има, што имот Имотната добил. состојба, потеклото на Со имотот. кого се дружи. Значи тоа во Албанија и за слики на судии, значи во ветингот не поминувале, и да им се дигнат плати. И морам да додам нешто. Ако ние само свесни сме дека не може да го изгураме тоа ради недостатокот на политичка волја, само да ви укажам дека Албанија го смени уставот ради ветингот и дозволи, значи со времена категорија, да членуваат во процесот на ветинг или прочистување, како го сака нека го наречат, и представник на Соединетите американски држави и на Европската унија. Па дај да и ние во Судскиот совет повикаме, да му го даеме тој трајниот мандат, да повикаме странци, да го направиме ова, да го средиме системот. Дали тоа некому ќе му се свиѓа и не му се свиѓа, ако сите политичари велат дека се за регулирање, за Декларативно. тогаш, Само декларативно. а не, ама види, не треба ние да бараме искуства од Финска. Затоа што со Финска и општествено сме различни многу. Треба бараме од комшилокот. Го имаме ова, како се вика у Хрватска, ова истражната, таа сериозна е, во Румунија, во Албанија, значи ускок, да. Ја колку што знам, многу министри не пуштаат ни тендери без да се консултираат со ускок. Значи, се плашат да не го прекршат закон затоа што имаат реперкусии и кај нас. Нека се направи тоа, да повикаме наши пријатели, да се па да повикаме и представници од ЕУ, од Америка, нека бидат во тој судски совет, за да и добрите суди и обвинители ги очистиме од таа црна дамка која треба да ја носат ради некои други. И нема тука ништо ни тенденциозно, ни злонамерно. Оваа држава, овие што бегаат лекари, не бегаат стварно секогаш и за пари. Бегаат затоа што животот е нејасен тука. Нејасен е животот. Не знаеш са бајле која ќе станеш, на што ќе најдеш, а не си добро платен за тоа. Валјда, Немање кога оделе у услови Германија 65-та, не живееле многу добро, ама биле добро платени и правеле некои компромис со тоа. Кога сме кај Судскиот совет на една дискусија со професор Калаџиев, кој што учествувал во креирање на законот, беше став дека тие професорска вафела биле на став тогаш скроз да се комплетно да се исчисти од несудиски членови Судскиот совет, меѓутоа дека политиката надвладеала и политиката барала да има и членови кои што не се суди, и ние денес имаме состојба, јас навистина морам да истакнам дека жената лично прво не ја познавам што го води сега Судскиот совет, нити имам нешто, меѓутоа премногу често ја спомнам и може да си добиев погрешен впечаток, навистина не ја познавам, имам лично против незе, меѓутоа останува фактот дека од позиција на стручен соработник во кривичниот суд се катапултираше на место каде што треба да цени апелациони суди, врховни суди нивната работа. И таа и незината претходничка излегува од политиката, и тоа е многу лесно видливо и по фотографии, што го говореше Алберт. Значи не може вие случајно да се најдете на митинг на политичка партија, до толку барем знаеме, и е тука многу јасно кој треба да ги дисциплинира и да ги влече конците. По примерот на УСКОК и специјално јавно обвинителство ние имавме, па тоа беше здружно од страна на СДСМ, ДПМН и ДУИ
угушено со некаква флоскула ќе продолжат предметите. Видовме како продолжија и на каков начин продолжија предметите пред судот. Така да и тој експеримент или еве можеби добар експеримент не успеа и ние сме долги години пред романскиот пример кога на вистина ги таму не може, знаете како малку и кај нас ми ние апатични како народ, затоа што таму пробаа да ја скина таа функција, па имаше масовни протести, еве сега женава прогресираше во европско на јавно обвинителство, една одлична функција. Зошто Алберт Муслију СДСМ не ја научи лекцијата од ВМРО-ДПМН и судството? Види, не го разбирам тоа. Може би комоција имаат поголема ако некои судии ги вклучат во процесот, во една процедура која тие претходно ја научиле добро. Разбира се. Значи, не зборам за добрите судии, за добрите обвинители, нит па имам предрасуди дека све е лошо таму. Не е лошо. Него сега ти кажам, ниту еден од нив не излезе да каже дека тие се независни. Па нека го разрешат во што се. Ама види сега ја глорифицираме државната, ти си приватно, он е приватно, јас сум приватно, нема паднеме у несвест ако не е дел од тој на државна плата. Значи, тоа е комоција, тоа е опортунизам. Знаете, ако вие имате волја нешто, ова претпоставувам, нешто да сработите, па некој ви вика, кој вие бите, немој тоа, а умеѓу време процесот продолжува, и вие во добро етаблирана шема се навликувате, тие се лукративно добри шеми, таму не е дека го прават тоа од некои идеолошки причини, тоа да го прават од лукративни побуди. Така да, може би тоа е недостаток. Ја мислам дека и, како да ти кажам, кај сите политички чинители нема волја ова да се среди. Не е тоа кај еден. Затоа што вие, ако сте авангарден во тоа прашање, излезете на избор. Ја мислам дека за сите граѓани тоа е едно од најбитните прашања. Нека излезе и нека каже, ја ова ќе го направам. На функционери нема да им дозволам застарување, бар 3 пати поголема од граѓаните. Да, не. Ама нека ако ја реализира тоа ветување, ќе те повика и на парламент. Нема да влеземе ние некој се ставаме во позиција граѓаните да станеме правни експерти, а не ќе лепо да ви го изедам. А ни маката не тера да научиме работи као овие правни препирки, например, во парламентот. Ние сакаме резултат. И ние као граѓани може да бараме резултат. Ние може да имаме правна култура, ама не сме правници. Не можеме да не влегувам во деталите, ќе се препираат СДС и ДПМН за некое прашање кое мене ништо не ми значи, без да ми го објасни кои се реперкусиите. Ако јас сум знаел 2016 дека ова е намалено, ја ќе реагирав као Алберт, затоа што не сум знаел. По мое и тогаш и сега треба, ако за иста кривично действие обичен граѓанин одговара 5 години, слушалци се треба 15, затоа што не може да се прави неук. Сега зборувам за правни, во земјоделие, за земјоделски прашања, во, не знам, труд и социјал, но треба да се знае дека кога превземате право некое да министерувате, да директорувате, вие преземате и обврски. И тие обврски треба бидат поголеми од обичниот граѓанин. Затоа што обичниот граѓанин, ако работи 8 часа, нема време 8 часа правно да се едуцира кај може да сгреши, кај не може да сгреши. А кон овие личности треба бидат Се сеќавате ли на она што беше ветено, баш политичките партии, што беше ветено СДС кога доаѓаше на власт, дека прва работа и основна работа ќе биде реформа на судство, нема да има недопирливи законот, ќе важи за сите, и истиот миг тоа кога дојде на власт го забравија и не се случи, него тогашниот премиер тврдеше дека го расцветал судството како пупка, она што го кажува колегата, дека до вчера не чинеше судството, стана позиција и наеднаш судството е добро. И тоа циклично се случува. Ќе останеме, само одиме со реклами и веднаш потоа остануваме со таа изјава околу Назаев изјавата. Одиме со реклами и се враќаме веднаш. Останете со нас. Се враќаме во анализа и прашањето беше многу едноставно. Не се сеќава ли СДСМ на времењата на ВМРО-ДПМН, на судството. Но може би лекцијата не ја научи заради културата на неказнивост.
Меѓу другото и тоа дека судството, сватија политичките партии дека судството е многу добра алатка со која можеш да се справиш со своите неистомисленици или противници, но и себе си да се заштитиш кога се во прашање големи сделки. Вие имате афери, секојдневно имате афери, но немате разврска на тие афери. Прво, постојат аферите затоа што е работењето нетранспарентно. Ќе говориме сега во вториот дел од емисијата. И немате разврска правна после тоа. Кратко би сакал, значи, статистиката за обичниот граѓанин е убиствена кога излегува на суд. Тоа Звонко го знае, тоа сите што се занимавале со кривично право го знаат. 98,7% осудителни пресуди, ултра привилегирана положба на обвинител, значи тоа не се плаќања на адвокати, тоа се факти кои што се лесно проверливи, 99% пролазност на жалби на обвинителството кога се однесува на санкција, 99% укинати барем еднаш ослободителни пресуди и онака малку ги има на број. Меѓутоа, кога се работи за политичари, вие гледате дека има речиси 100% усвојување на нивните жалби, не се оди на тоа сега до толку да ги ослободат за да не падне брука, меѓутоа е очигледно тенденциозно дека се оди на тоа на старото добро застарување и неколку пресуди крупни од предмети кои што ги например за СЈО предметите речиси 100% е, освен на муке што не се одеше на поситни риби со признание на вина, речиси 100% се усвојуваат жалбите на обвинетите, што е непоимливо за обичните граѓани. Така да во тој дел е евидентна состојбата, меѓутоа и спомна една анкета Звонко би му оставил да ако имаме простор сега да не ги се мешам во. Мислам дека колегата знае во судовите дали трпат судиите влијание и од кого трпат. Беше анонимно, нормално, затоа што ние тој еден судија не би се усудил јавно да каже, и тоа е забелешка за нив. Таму беше кажано дека трпат големи притисоци не само од политичарите, него и од раководителите на институцијата и од своите колеги. Така да тоа многу кажува за начинот и системот на кој функционира судство. Клиенталистичка и корупцијска. Мене ми забележаа добар дел од судиите, затоа што во една колумна напишав дека сите судии учествуваат заедно во оваа состојба и ситуација и ми кажа па има добри суди. Има, ама тие молчат. Тие гледаат што се случува и што прави нивниот колега, но никогаш не се усудиле да излезат и да кажат луѓе ова не може вака. Се плашат за своите потези, да, ама знаете само уште една реченица. И вика, треба да ги охрабриме судиите. Луѓе, ако ја треба да го охрабрам судијата, кој има можност некого да прати у затвор, доживотна казна затвор да му изрече, тој не треба да биде судија. Да. Извинете само да не ми избега мислата. Инаку кога рековте дали заборавија СДСМ или не, сигурно дека не заборавија, меѓутоа новиот закон за јавно обвинителство ви е еклатантен пример. Например, со новиот закон за јавно обвинителство што е крајно неортодоксно за еден закон за јавно обвинителство се предвиде дека бомбите кои што произлегува од нелегалното прислушкување ќе важат до сега и од сега понатаму нема да важат. Обично кои докази се изведуваат или не се изведуваат, стои во законот за кривична постапка. Тука, иако беше од позиција на власт СДСМ, едноставно си рекоа зашто утре па ние да бидеме предмет на ваков тип на таргет. Но може да има нов закон. Но може да има и нов закон и тоа е веројатно една од крупните, или единствена крупна дамка која што јас ја наоѓам на професор Десковска кога беше министер, кога се персонално сум го кажал, и тоа е и тука се угуши истовремено и специјалното јавно обвинителство и се воведе нов за гонење на организиран криминал обвинителството да се бираат, да се го бираат сами, меѓутоа и тука видовме дека политиката наоѓа скриени патишња. Одлични патишња, како да изгласа. Не се ни скриени веќе. Да, не се ни скриени. Кога се носеше тој закон, повеќе се расправаше за тоа дали да се пренесат предметите, отколку за фактот дека тоа важи сега и никад више. Значи тоа е проблем. Ние како општество и медиуми треба на некои работи да реагираме на време и на право, не за тоа. Што се однесува до судиите, значи, дали имаат политички притисок? Они имаат влијание. Влијание обично имаат ради позиција. Зборувам за тие кои не се корумпирани. Тие што се корумпирани, мотивацијата им е јасна.
финансиите се мотивација или некоја плаши друга. нешто друго. И не, Што немаат ни притисок веќе, него имаат клиентелистички па однос, точно знаат што треба да испорачат. Значи ги издвоив овие Тоа е кои како во кои новинарството имаат мотивација. автоцензурата. Така да, ама ние сме имали и лоши искуства. Некои судии кои така се спротиставувале на системот, имале и лоши искуства. Ние сме имале судии кои се бркани ради пресуди. Јас сакам да знам на тоа Јанаки што го кажа. Значи, кај нас никако да се одвои обвинителството од судството. И тоа е најголем проблем. Значи, вие, затоа што имаш личности кои те рати и персонални агенди таму, и да не му се најдеш на мета на некој обвинител или судија, и он може да бира што ќе ти прави, затоа што знае обвинителот дека судијата позитивно ќе реагира на неговата. А од друга страна, ако си политичар, не значи дека имаш попуст, ма може би имаш поќе пари за подобар адвокат, некојаш имаш и попуст. Не, знам дека имаат попуст. Него сакам ти кажам, повеќе мотиви се, не еден, само попустот. Туку некојаш добро ситуирани се и може да го финансираат целиот процес подобро. Например, во Америка јавниот обвинител се бира. Така е, да. Одиш на избори. Освен главниот јавен И обвинител се бираат. Ако тие знаат, тие обвинители, дека ќе се бираат, се предлог дам, не знам ова дали држи кај нас или не, ако тие знаат дека ќе бираат, ќе бидат поодговорни кон својата работа, затоа што нема да те изберат. Ова ти го велам све што гледаме по филмови. Оваа приказната за политизација на судството. Ние го гледаме и во Америка, има иницијатива од демократите да се прошири уставниот суд за да се смени структурата. Не тоа нешто непознато, ама кај нив тоа се води за одредени принципи, а не за лукративни причини. Да. Таму е дали сте десно лево ориентиран, да. Само ова собирање сум го размислувал на обвинители, меѓутоа кај нас и тоа не е решение. Кај нас тоа знаете на што ќе се сведе, има кандидат на ВМРО, има кандидат кој е близок на СДСМ, на ДУИ и така натаму. Ајде да одиме со аферата Бехтел и Енка. Јас ја дефинирам генерално како афера Бехтел и Енка, не само надзорот, заради тоа што од самиот старт сушност ова фирма стана предмет на скандал и афера откако немаше всушност за нив тендер, не беше одбрана, избрана со тендер. И сега надзорот на коридорите 8 и 10D на Бехтел и Енка влегува ИРД италијански конзорциум. Но, што вели скандалот? Дел од ИРД, фирмата Евроконсалтинг, на човек кој во Ерменија е гонет за измама. Нашиот македонскиот премиер Ковачевски кажа дека се работи за хистерија, дека ако има кривична пријава, тогаш и тука треба да му се поднесе, но не станува збор за кривична пријава. Тој е веќе гонет во Ерменија и зошто тогаш владата не го воопшто проверила овој човек? Прво, ја сметам за политичка култура. Вие располагате со државни пари, народни пари и ги давате парите како ќе ви текне, тендери и сето тоа и очекувате дека тоа ви е вас природно дадено право да го правите и немате потреба никому да објасните. Ама народот бара транспарентност и вика, луѓе, јас сакам да знам каде моите пари се трошат. Во демократијата се бара транспарентност. Апсолутно незамисливо е да нема транспарентност. Дури не се обидуваат политичарите, тие што се на власт, да објаснат каде и зошто се тие луѓе, односно фирми избрани. Може би нема ништо коруптивно таму. Но веднаш е под сомневање, ако нема транспарентност, ако владата не сака да објасни зашто е тоа така, а од друга страна па имате сомневања дека за некого има постапка, дека некој кога е распишан тендерот немал лиценца, него е добил 12 дена покасно, имате проблем. И се работи за фирма која работела долна облека. Да, и најлесно е да кажете, па види, обвинителство ако има нешто нека покрене постапка, знаејќи дека обвинителството барем до сега зборуваме дека е исполитизирано крајно. Не можете да очекувате дека обвинителство можеби ќе покрене нешто, па тоа да ни е репер, а од друга страна да се амнестирате себе си, кои сте слуга на народот, треба да бидете, но испаѓа дека е господар на народот, да транспарентно објасни зошто е така нешто решено. Тоа нема и на политичка култура.
Ние само немање на политичка култура се работи тука во конкретниот пример за очигледна тенденција за корупција и морам да истакнам дека и ова што го спомнавте неколку пати, особено ми пречи однесувањето на премиерот Ковачевски, кое што е арогантно и безобразно и во смисла па баш ми е гајле што ќе па и не е само неколку пати прозиваше и медиуми, тоа е точно, меѓутоа знаете како сега дека се создава хистерија. Имаше добра колумна Горан Михайловски на сакам да кажам дека па као така ќе испадне зашто и да прашаме и да се сомневаме дека се создава не знам медиуми граѓанство невладин сектор. Груби ја спомена хистеријата на медиумите. Па добро, сега се они се коалициони партнери па може се советуваат пред излезат во јавност како да настапат. Не и се согласувам со тоа што Звонко го збори. Дури да нема ништо коруптивно, а јас отворено се сомневам врз основа на информациите што излегува во јавноста дека има, дури да нема ништо коруптивно, самиот таков однос на ароганција и да не сакате да даете појаснување зашто оваа фирма до пред 5 дена немала лиценца, сега има и веднаш добила супер крупен тендер, зашто произведувала долна облека и нема искуство во и зашто не е сега треба и критериумите за тендер. Порано знаете кога ги во 90-тите се местеа тендери многу полесно. Потоа излегува некои повисоки критериуми, па ги местеа критериумите за да не знам, треба да има 40 градби надвор од држава и така натаму, па се знае кои две фирми може да ги добијат. Меѓутоа не е ова нешто ново во Македонија, но фрапира безобразноста на политичарите да воопшто не сакаат ни да се потрудат да дадат објаснување. Тоа објаснување повторно нема да држи вода, претпоставувам. Не може да не е важно дали за некој човек има кривична постапка во друга држава, а па тука немало. Па зар треба да чекаме да има, исто како што не е неважно дека еден од учесниците, ако не се лажаме, дека и под истрага кај нас, ако на тоа инсистира премиерот и се ова еднаш недолно во судот. Меѓутоа знаете како до толку сме работел во Скопје 2014 на толку афери криминални кај нас е тоа проблемот што станува секојдневно и станува нормален дел од политичката култура. Многу пати сум го слушнал тоа како помлад дека е нормално да се краде во Македонија, ама да видиме не знам кој што направил на национални прашања, на други прашања, меѓутоа дека тоа се краде е нормално и тоа е една од главните причини за иселување, тоа треба да бидете убедени. Види, апропо патриотизмот, сум го кажал на 2-3 места, значи патриот лопов нема. Нема. Кај нас се проектира и такви медиумски некој овој добар е краде, да, ама и нешто и ќе ја сака држава. Да, ја сака држава. Значи нема. Тие две работи се спротивставени. Малку повеќе краде, но малку му дава на народот. Ама и ќе сработи нешто. Така да и треба и медиумите и општествениците оваа теорија да ја фурат, ми се свиѓа тоа. Значи дека крадењето не се исплаќа, ама не се исплаќа ако се средите правосудството. Иначе ако не го средите, тогаш ќе се исплати тоа. Во однос на Бехтеленка ми е жал што се користи Бехтеленка во целиот овој процес. Значи овие две страни не се комплементарни. Надзорот е тој што го контролира изведувачот дали тоа што ќе каже, ќе го направи. Да. Моето искуство укажува на тоа дека Бехтеленка е гигант и изгледам што се работил во Албанија, што се работил во Косово, спомнува и други држави, знам дека се ефикасни и реално во претходниот модел нешто не функционираше кај нас. Заглавивме со кинезите. Значи тоа е брука. Кажете, сега јас изборувам као граѓанин. Ја као граѓанин сум заглавен со автопатот Кичево Охрид. И со пари, и со немање автопат. И со и ми е полесно да одам во Улцин или во Белград, него да одам до Охрид, ме фаќа, нели, стрес имам по пат, затоа што патот е таков. И нема изговор, било кој политичар, било кој изговор да го даде, реалноста е таа. Па дека сме прифаќале казни, грешки ми е да ги плаќаме, значи ние не сме го прегледале тоа у стартот. Ето, апропо транспарентноста и волјата на политичарите на некој работа да ги објаснат. Значи, они за тоа имаат политичка одговорност. Немаат законска одговорност, имаат политичка одговорност и до граѓаните како ќе реагират на тоа. Ако ние као граѓани на нетранспарентност реагираме окей, политичарите ќе бидат уште потранспарентни. Само една дигресија да ни направам. Ако во 90-тите години националните етничките прашања беа главна тема, например, 85% на политичките кампањи се одвиваше околу тоа, работата се смени до 2005-та. 6-та почна економскиот развој, инфраструктурата навлегуваат во процесот. 2020-та, која беа? 20-та година,
Веќе екологијата беше една од главните теми. Така да политичарите реагираат најбрзо кон барањата на граѓаните. Ако ние као граѓани речеме дека ова е нормално, они тоа нормално и ќе го спроведуваат. Ако ние на тоа реагираме, они нема да го прават. И многу е проста таа математика. Ароганцијата има таргет население. Знаете, ние гледаме дека наративот кај нас во однос на прашањето со Бугарија се наметнува тие се вакви, ние треба поагресивно да им одговориме, арогантно. Значи има разноразна публика. Јас се надевам дека политичарите наши прават анкети со фокус групи, не само помали, пошто ми добиваме анкети на 1100 примерока, тие 1100 примероци по некои резултати кои имаат етнички презнак, знам дека се во лимитиран простор. Затоа што Методолошки се не издржа. Методолошки се испадна дека албанците во Македонија за најголем пријател сметаат Србија, Албанија беше нигде. Така да тоа е рефлексија на одговорот. Но не е спорно тоа. Само ти кажам, политичарите еден ден излагаат на избори и врз основа на своето однесување добијат одговорот од граѓаните. Може би за граѓаните оној начин на однесување е поприфатлив и тоа ќе добија. Ја не знам какви анализи направиле, какви анкети, но сум сигурен дека политичарите и политичките партии имаат попрецизни анкети од овие кои ние ги гледаме во јавноста. Охрид Кичов автопадот, само да го кажеме, ноторен пример за коруптивно дејание. Например, таму во договорот од кога падна власта на ДПМН се излезе во јавност, односно од кога Сугаревски, кој тогаш министер за транспорт и врски, побара нови 100 милиони евра поради наводно утната траса. Јас искрено се сомневам дека воопшто е утната траса, да сметам дека е тоа метод за извлекување на дополнителни средства, затоа што знаете дојде нова влада, па сега и тие треба да мацнат малку во медот, затоа што кинезија барем у цел свет градат, не сум слушнал на друго место така да промашат трасата за 100 милиони евра, меѓутоа таму има една одредена стипулација во тој договор, дека, кој што е патам ништовен по нашиве закони, а тоа е дека доколку се случи грешка, што е и нелогички, и нонсенс, и го прави договорот штетен, дека доколку изведувачите, односно кинезите направат грешка, дека Македонија треба да го плати, тоа е спротивно со нашиот закон за облигациони односи во делот на градби, каде што многу јасно стои дека одговорноста е на изведувачот и на надзорот, а никако на тој што го нарачува и што го плаќа проектот. Меѓутоа наместо тогаш Сугаревски, мислам да беше министер за транспорт и врски, да рече ние тука стопираме, сега ќе поднесеме тужба за да докажеме ништовност, делумна ништовност на договорот, односно само во таа точка, односно во тој член кој што тоа го дозволува, и со тоа да бараме кинезите да се ја надоместат, односно од нивни џеб да се ја прават. Тоа не се случи затоа што беше полесно да се бараат нови стотици милиони евра кои што треба да се менаџираат. Никој никогаш нема да одговара за тој договор кој што е тој автопат кој што е платен и претплатен, меѓутоа само чисто сакам да пошироката јавност да запознам на каков начин лесен се краде кај нас и без никакви последици. Секате нешто? Значи, ние секогаш наоѓаме и дефекти и мани, никогаш не сме многу inclined, што се веќе на англиски, да предложиме некој решение. Ова Бехтел Јенке, ја не знам дали процедурата е законска таква, дали он може да добие лиценца во меѓувреме ако треба, дали треба тоа да се смени, тоа се веќе правни работи. Но имаме шанса ова да го оправиме. Значи надзорот е битна алка во целиот овој процес. Верувам дека некоја гаранција им бареле на надзорот, нека направат некој анекс, нека кажат дека ќе има мониторинг група составена од новинари, имаме ние невладини, значи колеги ваши кои имаат добри за јавни трошоци, како се вика тие, за јавни набавки, да се формира една екипа која ќе комуницира целиот процес. Ако оние сработат работата добро, ја немам ништо против пола тие пари да ги земат во Македонија некои фирми. Реално немам против. Не ги знам луѓето, така да немам некоја субјективност кон нив, но ако они има тенденција нас да ни наштетат во изведувањето, а тогаш треба за тоа да си имаат одговорност. Не верувам дека Бехтел Енка, гигант еден светски, ја окачил пушката, така се вика кај нас, дали како надзорот кон нив ќе се однесува. Сепак е тоа преголема фирма и се надевам дека во овој процес на овие афери нема да се наштети нивната волја кај нас да го сработат тоа што го работеле добро во други држави. Но во однос на оваа фирма треба да се зголеми мониторингот. Ако они го сработат тоа, then it's fine.
Знаеш како многу романтично ги Не, кажеш. не ги Сега кажам, морам не, да не, ти не, кажам, ништо работите романтично во ова. Затоа што до Ништо сега, дозволи само, до сега зборуваме дека нема политичка волја и дека ова намерно направено колегата Јанаки вика коруптивно е, а сега да создадеме тело. Па ние не успеавме да ги решиме правниот систем, каде што очигледни афери има. Однесувањето на политичарите преска зборувате. Па се сеќавате на онаа пресконференција каде што новинарите незадоволни бесно излегува затоа што на премиерот и председателот на коалиционата партија му поставија прашање па како тоа ние ќе имаме грејење кога нема тоа и тоа, мртви ладни двајцата онака погледна очи и рекоа па како и до сега. Па за тоа на запад се поднесува политичка и морална одговорност. Видите. Кај нас нема ништо. Не, ова моето воопшто не е романтично. Вие велите дајте решение, ви давам конкретно решение што Сугаревски требаше да направи. Требаше да збориме тужи за за ова. ништовност, требаше да тужи за делумна ништовност на договорот односно на конкретниот И член. да одговара тој Ама што го така и склучил да одговара договорот. да поднесе кривична пријава. Така е. Ама така немаше да може да земат нови 200-300 милиони евра, а воедно и кинези веќе реча па чекајте ние тука 50% на некого оставивме и тие треба пари. Не се врата така се, не е дека се толку комплицирани работите па се тратопно. Ама не сум ја романтичен, не зборам за Кичев Охрид. Зборувам за нешто што сега почнува. Морина сега да ама објаснат чекај. зошто Чекај, почнува ама да не, кажа. ама допусти ми Ами да се сега призна. да- Ама ако ми плачеме сега за Кичев Охрид, каде што у старт реков дека е брука. Ова што ќе ги пуштиме рад да Еве ви помилува. хистерија правите. Вие ќе ви рече утре ќе ви излезе Нека да реагираме. премиерот и вице-премиерот и ќе ви рече дека вие Алберт Мустију правите хистерија, Ама ја не правам истерија, бе, ја Како не Ама заборавате? да, велат. Ама ја, заборавате да, Добра, тело ама да се Ама види, види. може однапред да се извини за хистеријата која ќе предизвика Да, во еве се јавноста. извинувам ако сум генерирал Ова некоја цинично е истерија, кажано, се разбира. него ја предлагам на пример еден начин, види се, кај нас не може да паѓаме у транс зашто он не го зел надзорот или ја. Мислам, не може тоа да биде главната тема. Главната тема треба да биде дали тој надзор ќе ги исполни своите обврски. Ја две работи реков. Првата е тие да се обврзат финансиски, да не може да прават експерименти, и второ да има некое надзорно тело кој ќе ги прегледава дали тие ги работат тие работи како што треба. сега Сега да ќе ви ми кажеш дека и ова тело се корумпира. Еве сега да ви кажам како сега тоа. и нивното, па Еве тоа сега сите тоа сме како- корумпирани. Еве сега да ви кажам како тоа оди кога прават јавни набавки, еве конкретно едно средно училиште имам работено предмет со поднесување на кривична пријава и кога секој договор е обезбеден со 10% пенали доколку се доцни со набавки со јавната набавка и со изведувањето. Ниту еден договор не беше завршен во време и ниту еден пенал не беше активиран. Сега не знам како да зборуваме Ама за- ова е во фокусот на јавноста. Сериозни пари се во прашање. Зошто јавноста да се откаже од правото да проба ова да го направи како што треба? И обвинител Еве се. ја отфрли таму пријавата затоа што сметаше дека тоа што не ги активирала поранешната директорка клаузулите за пенали не нанесувала штета, не било никаков Да беше проблем. Биле завршени работите, тоа што не биле завршени во рок. да беше нарачувач приватна фирма, сигурно ќе ги Така, активираш апсолутно, обавезно. Добро, прашањето е, ете ги споменавме јавните набавки, тендерите, доброто владење, значи добрите практики и одиме во говориме за вице-премиерката Славица Грковска. Имаме веќе таков кабинет. Добро владење. Дали Вас мислам дека во иста емисија, во Да. слична емисија, Да. Тротевски многу добро ви кажа, да не се повторуваме. Кој министер за што? За добро владење. ние имаме проблем со корупција и сериозни афери, а не со добро владење. И сега ги кара, ги фаќа за Немојте, за видите тоа се. изгледа Тие смешно. се кабинети Да. кои што се во главном измислени за пополнување на партиски кадри. И Алберт Муслију, последното прашање се однесува на вас, председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, ја обвини фирмата на вашиот татко за објект кој не се урива, иако има решение, 2 пати има решение, но тој не се урива. Туку продолжува да се Види, мене ми гради. е чудно што не го спомна дека внук ми на последната утакмица со Португал не даде гол, пошто тој ми е од брат син. Разбирате, дека брат ми не е вработен, дека имам така, гледам во последниот надпис, слушам и за син ми пак се зборува, а се зборува за фирма во која ја неам учество, таа е на татко ми, и за мојот татко јас сум спремен како секој син нормален да направи све што е потребно, но не сум правно поврзан, осим што ми е
Што освен значи што ми е се, татко. се да направите И втора, за вашиот татко? ја мислам дека било кој овде за родител би направил све што е потребно, да му е подобро, да му е поздраво и така натаму. Значи сите Добро, во овој контекст прашувам. Во овој контекст јас сум бил интервјуиран, мислам дека фокусот на интервјуто наместо да биде татко ми, сум бил јас. И не знам што има врска, например, фактот дека мојот син е у Чикаго конзул со објектот во Скопје. И трето, не знам како ги прават програмите. Ако целата корупција во оваа држава е во фокусот на едно нешто што е минорно, значи сум се распрашал, таму нема решение. Две решенија се побиени. И се спомнувам ја во целиот процес. И сега ја ќе си барам правда, како што сум баран имал. На кој начин? Не, ќе си барам правда. Прво за професионалноста, верувам дека кај вас новинарите вие ако прочитате текст, знаете кој е фокусот на текстот. Таму еднаш се спомнува татко ми, неколку пати се спомнувам ја. Се спомнуваат моите пријатели. Значи, јас имам пријатели и некои сериозни политичари и надвор од државата. За среќа нив не ги спомнале таму, затоа што тие би реагирале, го спомнуваат тоа што Заев рекол, например, дека сум бил председателски кандидат. Дали е од тоа од лутина што не биле тие председателски кандидат, не знам што е. Ја не сум бил председателски кандидат. Така да, има таму некои инсинуации кои мене ми сметаат. И ќе барам мислење од вашиот етички дали е етичко тоа, например, кој има некои работи кои се невистинити таму. Невистинити, на тие ќе реагирам. Ќе реагирам и кон општината и ќе реагирам кон сите чинители кои антикорупцијска заради тоа што не знам како да реагирам, него ме интересира како тие ресурси во една институција се користат за вакви работи, а например не се користат, не сум слушнал за 5-6 министерства ништо. Разбираш, се трошат за дипломи на синови на представители на парламент, не се трошат за корупцијата во образованието или во високите образовни институции. Значи, нешто испревртено, како се прави програмата, не знам како тоа оди, но знам дека сето тоа се прави со наши пари. Сега, ја не сум на плата државна и ја имам право да барам отчет. А тие што земаат државна плата имаат обврска кон мене да ми дадат отчет. Како ги прават приоритетите? Например, јас сега разбрав дека во една емисија сум навреден јас, затоа што не знам, не ме спомна по име. Сум навреден јас и дека било срамота нешто што сум правил. Разбираш, тоа е, али немам основа, значи затоа што името не ми е спомнато, него можам да претпоставам дека се мислело на мене. Ја не сум политичар, не сум државен функционер, не сум државна функција и да ти кажам малце ми е преку нос ова злоупотребување на некои ставови и изјави со кои сум морал да се соочам. Ти знаеш дека последниот пат кој излезе аферата за моите скриени имоти кои ги пронашле у катастар, по дефиниција нешто што го криеш и од катастар, него. Значи, ја бев надвор, нели зборувавме однос на тоа, и никој не ми се извини мене дека ја не сум имал скриени имоти. Сега барате да ви се извинат. Не, ја барам да ми се извинат, а ако некое мое право е повредено, тој ќе си го бараме по судски пат. Колку год да е судот така, разбираш, ми немаме добро во тоа, морам да го барам тоа право за да го барам после надвор од државата. Значи не може ја да преминувам преку секоја одлука на некој да го користи моето име на начин како тој соодветно. Ја не сум политичар и немам, додуше можам и да се премислам дали имам више амбиции кон некои јавни, не сум имал до сега, да сум имал, ќе се бавел со политика, не ми било забрането. Но никогаш не е доцна, велите. Не е доцна и може би треба така со некоја нова иницијатива, нови идеи да се влезе во целиот процес. На крај сме на емисијата, ви благодарам што бевте гости. Благодарам што не гледавте. Пријатно.